Ова се настаните на денот. Заштитата на интегритетот и автентичноста на Охридскиот регион е императив, кажа премиерот Ковачевски во седиштето на УНЕСКО во Париз. Југозападниот плански регион започна со утврдување на приоритетни проекти за 2024-2025 година. Повторно отворен огласот на Агенцијата за вработување за обука кај конкретен работодавач. На Охрид му е потребна современа театарска зграда, проект кој е децениско ветување. Представници на 80 земји на конференција во Франција бараат начини за помош на луѓето во Газа. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево време со максимално измерени 16 степени Целзиусови. Во петок над најголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Ќе биде постудено со пад на температурите. Во областа на Алпите и на југ од Скандинавија се очекуваат врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пад на дневните температури. Во крајните источни предели ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 10 до 17 степени. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Во попладневните и вечерните часови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а над 2100 метри со врнежи од снег. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 0 до 8 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 6, односно до 16 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне и навечер умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 6, односно 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14, односно до 10 степени. Во понеделник наутро нестабилно време со врнежи од дожд кои што предпладне ќе престанат и во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме
прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг, село Оровник. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Премиерот Димитар Ковачевски во рамки на официјалната посета на УНЕСКО рече дека за Македонија е императив да го зачува интегритетот и автентичноста на Охридскиот регион. На обраќањето на 42-та Генерална конференција на УНЕСКО, тој потенцира дека засегнатите страни треба да се сплотат и да делуваат веднаш за имплементација на итните мерки. Председателот на владата на Македонија Димитар Ковачевски во рамки на официјалната посета на УНЕСКО се обрати на маргините на 42-та Генерална конференција на организацијата што се одржува во седиштето во Париз. Соработката на Македонија со УНЕСКО започна во 1979 година кога нашиот бисер, Охридскиот регион, влезе под закрилата на организацијата и денес со гордост го вбројуваме во 39-те природни и културни светски наследства, кажа Ковачевски. Ова за нас значи континуитет, богатство, но и обврска да го чуваме. Ниту еден друг интерес не смее да е поголем од заложбата да се сочува и заштити ова и наше и светско природно и културно добро. Тоа им го должиме на предците и на идните генерации. Охридскиот регион е магичен сплет на природа, историја, религија, уметност и писменост, рече Ковачевски. Во него ќе најдете преку 2500 метри квадратни фрески на византиската уметност во која учествувале и локални македонски мајстори, над 800 скапоцени икони создавани меѓу 11-тиот и 14-тиот век, антички мозаици, османлиски џамии, колекции на старословенски, византиски, османлиски ракописи, наброја премиерот, додавајќи дека сето тоа е распослано околу едно од најстари и најубавите езера во Европа, кое во себе крие голем број ендемски и ретки сладководни видови флора и фауна. Од тука наш императив е да го одржиме интегритетот и автентичноста на Охридскиот регион во соработка со Центарот за светското наследство на УНЕСКО и заедно со Република Албанија да бидеме пример за добрососедска соработка и во заштитата на ова и заедничко и универзално добро. На 45-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, која се одржа во септември, на која беше разгледан извештајот за состојбата со заштитата на светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, Комитетот ги уважи напорите на двете земји за зачувување на престижниот статус за светско наследство, но истовремено, покрај постојните препораки, Македонија и Албанија добија и нови обврски за намалување на факторите кои негативно влијаат на Охридскиот регион. Од нашата натамошна засилена соработка ќе зависи имплементацијата на посочените мерки за рехабилитација на регионот. Темелите за неутрализирање на утврдените и потенцијалните закани се поставени, но потребата за заштитата на ова добро бараат голема мобилизација за истото да ја зачува својата исклучителна универзална вредност, како и имплементација на итни мерки кои ќе ги зближат сите засегнати страни и ќе се преземат веднаш. Од оваа говорница повикувам на сплотеност и одговорност во делувањето на секоја власт. Заштитата на Охридскиот регион се најде и во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава, во кој се нотира дека не се доволно имплементирани препораките на УНЕСКО. Инаку, денешната посета на премиерот Ковачевски е прва посета на македонски премиер на УНЕСКО. Со организирање на првиот регионален форум на Југозападниот плански регион, започна процесот на генерирање на проектни идеи за развивање на проекти за програмскиот период 2024-2025 година.
Представниците на значајните засегнати страни од регионот на форумот ги утврдија приоритетите, според кои Центарот за развој во следниот период ќе развие проекти со кои ќе аплицира кај Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој. Се очекува да бидат поддржани проекти од регионално значење во висина од 58 милиони денари, средства што ќе се обезбедат од централниот буџет на државата. Со организирање на првиот регионален форум во Југозападниот плански регион започна процесот на генерирање на проектни идеи за развивање на проекти за програмскиот период 2024-2025 година. Околу 50 представници на значајни засегнати страни од регионот на форумот одржан во Струга ги утврдија приоритетите според кои Центарот за развој во следниот период ќе ги развие проектите со кои ќе аплицира кај Министерството за локална самоуправа, односно до Бирото за регионален развој. Низ форумската дебата главен акцент беше ставен на потребите на граѓаните, при што во прв ред како приоритетни беа утврдени потребите за подобрување на локалната патна инфраструктура, зголемување на капацитетите на јавните комунални предпријатија и противпожарните единици преку набавка на возила и опрема, како и зголемување на енергетската ефикасност на јавните објекти во општината. На листата се најдоа и идеите за подобрување на образованието во функцијата на потребите на мали и средни предпријатија и особено на занаетчиските дејности, а акцент беше ставен на потребите од подобрувањето на услугите во туризмот, имајќи во вид генералната слика дека Југозападниот плански регион е профилиран како најзначаен туристички регион во државата. Во овој контекст се истакнаа и потребите за подобрување на општата слика во животната средина со акцент за решавање на проблемот со отпадот. Во следниот период од Центарот за развој на Југозападниот плански регион потенцираат дека ќе бидат разработени проектните концепти кои форумот ќе ги разгледа и оцени на втората сесија, што ќе се одржи кон крајот на ноември. Потоа ќе следува процесот на подготовка за потребната техничка документација и обликување на проектните апликации, пошто Советот за развој на регионот ќе утврди со кои проекти Центарот за развој ќе аплицира кај Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој, додаваат од Центарот за развој на Југозападниот плански регион. Се очекува да бидат поддржани проекти од регионално значење во висина од 58 милиони денари, средства што ќе се обезбедат од централниот буџет на државата од следната и од 2025 година. Со изградба на тротоар на коловозот од Рача кон Охрид се зголемува безбедноста на пешаците. Согласно проектот, предвидено е тротоарот да е во должина од 600 метри и да биде ограден со рабници. Вредноста на зафатот е 2 милиони и 300 илјади денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Охрид. Изведувач на градежните зафати е јавното предпријатие Нискоградба, информира градоначалникот Пецаков. Повторно отворен огласот за обука кај конкретен работодавач. Пријавувањето за овој оглас е до 1 декември или до исполнување на предвидениот број. Може да се вклучат корисници на гарантирана минимална помош, жени, роми, млади до 29 години, лица со попреченост и долгорочно невработени лица, заинтересирани да ги подобрат своите вештини за вработување. Агенцијата за вработување преку проектот Активација на ранливи групи на пазарот на труд објави јавен повик до сите работодавачи и невработени лица за учество во мерката обука на работно место кај конкретен работодавач. Пријавувањето за овој оглас е до 1 декември 2023 година или до исполнување на предвидениот број. Обуката е со време траење од 3 месеци, при што на секое вклучено невработено лице ќе му биде исплатен месечен паричен надомест од 11.000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа, професионална болест и данок на личен доход за време траење на обуката. Сите заинтересирани невработени лица и работодавачи може да се пријават во работните клубови на центрите за вработување на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Во обуката кај конкретен работодавач може да се вклучат корисници на гарантирана минимална помош, жени, роми, млади до 29 години, лица со попреченост и долгорочно невработени лица, заинтересирани да ги подобрат своите вештини за вработување преку вклучување во мерката. Важно е да се напомене дека за време траење на делот за обука, лицата не го губат правото на одреден паричен надомест кој го добивале пред вклучување во мерката и ќе продолжат да го добиваат и во текот и до завршување на обуката.
обуката. По периодот на обуката на работодавачот ќе му биде исплатен еднократен износ од 25.000 денари по обучено лице, а тој потоа има обврска да вработи најмалку 50% од лицата кои биле вклучени во обуката со полно работно време во траење од најмалку 3 месеци. Детални информации за вклучување во мерките може да се добијат во работните клубови на центрите за вработување на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и во ИПА канцеларијата. Со децении се најавува изградба на нов современ театар и центар за култура во Охрид, но овој проект никако да се реализира. Охридските професионални актери велат дека во културата треба постојано да се вложува, особено во Охрид, градот кој се смета за културен центар во земјава. Со децении се најавува изградба на современ центар за култура во Охрид, бидејќи условите во кои сега функционираат актерите од Народниот театар се далеку од достоинствени. Оттаму велат дека културата е нешто во кое треба постојано да се вложува, посебно во Охрид, кој важи за најголем културен центар во земјава, за да може да функционира и преку цела година. Сега е актуелно, например, автопатот Охрид-Кичево, кој што го чекаме долги години, меѓутоа има една многу постара приказна, тоа се вика новата зграда на Охридскиот театар, која што никако, чекајќи го и Годо, чекајќи ме и ние зградата, нели, меѓутоа никако да се случи. Тоа е нужна потреба на Охрид, не викам на нас, него на Охрид, и е нужна потреба практично на цела Македонија и пошироко. Потребни се и нови млади актери кои ќе внесат ентузијазам во создавање на културни настани. И се надевам дека ќе дочекаме и нови колеги, затоа што овој театар е се уште млад, иако се 12 години не се ништо во споредба со поголемите театри во државава. Сакаме нова сила, сакаме нова крв, што би се рекло. Имаме плодна почва за развивање, точно ние кога завршувавме факултет не имаше театар, еве сега веќе имаме стартинг поинт, што би се рекло, па можеме да направиме нешто плюс. Најава за нов театар и современа киносала имаше уште од 2006 година, кога беше и објавен конкурс за идејно решение за овој капитален проект. 10 години подоцна беше најавена неговата изградба, која требаше да го заживее театарскиот дух во градот, но до денес тоа не се случи. Јавното предпријатие Водовод Охрид започна со изведба на нова водоводна линија на кракот улицата Пито Гули. Со цел да се обезбеди навремено и квалитетно водоснабдување на жителите се поставува цевковод од полиетиленски материјал со профил Фи 63 мм во должина од 75 метри, информираат од јавното предпријатие Водовод Охрид. Јавното предпријатие Охридски комуналец во сабота 11 ноември ќе организира акција за подигнување зелен отпад од уредување на дворни површини и градини од урбаната заедница Видобишта. Граѓаните кои живеат во споменатиот дел од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 11 ноември и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428. Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. Војската на САД изврши воздушни напади врз складиште за оружје во источна Сирија, што го користат корпусот на Иранската револуционерна гарда и неговите сојузници, соопшти Пентагон. Американскиот министер за одбрана Лојд Остин соопштил дека нападите во Сирија се како одговор на вооружениот напад со дрон врз воздухопловната база Ал-Харир на северот на Ирак, во која се сместени американските сили. Ова е втор пат во последните неколку денови САД да изведат напад во Сирија врз објект за кој Пентагон тврди дека го користи Иранската револуционерна гарда. Овој прецизен напад за самоодбрана е одговор на серијата напади врз американскиот персонал во Ирак и Сирија од страна на членовите на Иранската револуционерна гарда, изјавил Остин. Ако продолжат нападите од сили кои ги поддржува Иран врз американските војници, САД нема да размислуваат за преземање на понатамошни потребни мерки за да ги заштитиме нашите луѓе, соопштил американскиот министер за одбрана.
Делегации од повеќе од 80 земји на конференција во Франција за изнаоѓање начини за обезбедување помош на цивилите во појасот Газа. Ке бидат представени предлозите за хуманитарен поморски коридор и болници кои плутаат на вода. Неколку европски земји, Соединетите Американски држави и регионалните сили како Јордан, Египет и земјите од заливот, како и представници на Обединетите нации и невладините организации се очекува да присуствуваат на собирот, соопшти француското претседателство. Шефот на Агенцијата за палестински бегалци на Обединетите нации, високиот представник на Обединетите нации за помош и председател на Меѓународниот комитет на Црвениот крст се очекува да обезбедат детали за итните потреби во појасот Газа. Од обилните врнежи од дожд кои од понеделникот го зафатија северниот дел од Франција, поплавени се 60 куќи, а околу 200.000 луѓе се под закана од поплави, соопштиле властите. Противпожарната бригада од почетокот на поплавите била повикана на 860 интервенции. 74 училишта во северна Франција се затворени, а на 1300 домакинства им било исклучено снабдувањето со вода за пиење. Националната метеоролошка служба Метео Франс соопштила дека дождот предизвикал излевање на малите реки во северна Франција, додавајќи дека во изминатите 20 дена наврнало 3 пати повеќе дожд од вообичаеното за овој период од годината. Арапската пустина поплавена, продолжуваат обилните врнежи од дожд кои во Оман предизвикаа поплави и прекини во неколку делови од земјата. Поплавени се домовите, возилата и инфраструктурата. Вработените за итни случаи спасиле бројни луѓе кои биле заробени или заглавени од поплавените води. Некои патишта биле затворени или оштетени. Управата за цивилно воздухопловство објави дека дождовите се очекуваат и денес и ја повика јавноста на предпазливост и да избегнува преминување на надојдените води или ниски области. Најновиот остров на светот исплива од морето во близина на Јапонија. Јапонската метеоролошка агенција за CNN изјавила дека неименуваниот остров настанал со подводна вулканска ерупција. Вулканска активност на тоа подрачје била забележана уште од минатата година, но Институтот за истражување земјотреси на Универзитетот во Токио потврдил дека ерупцијата која го формирала новиот остров се случила на 30 октомври оваа година. Островот се наоѓа на околу 1200 километри јужно од копнениот дел на Јапонија. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Довидување.